Леле, не можам. Ох, леле. Што се случува, бе? Од памет ме извади. Кочниците откажа. Што правиш, бе, Ерол? Понекогаш кочниците му откажува, треба да ги поправам. Нов велосипед си купи? Да, на струја е. Исмаиловци ми го купиле како подарок за мене. Многу е убав. Само на струја е или е хибриден? Хибриден, што е тоа, не ти знам јас. Ете, работи со струја, ќе го наполнам акумулаторот, ама не можам да го вклучам, види, ајде. Јас ке средам, бабичке, јас, не грижи се. Ти благодарам. Ај да си ми жив, синко. Синко, помош! Тргни ја раката, бе! Тргни ја! Сега јас! Сега ќе ти помогнам! Тргни ја раката! Бегај! Тргај! Бегај! Тргни Малку да ги држам. Не може. Пушти ме. Добро. Може би за кратко ќе ги пуштам и никогаш веќе нема да ги држам. Куси, гледај ваму! Ајде, Куси, запали. Запали ја, брат, запали ја, пепел нека стане. Боже, Господе, ти не спаси од голема мака. Мил Боже, најголем, фала ти. Ага, пепел да стане, а пепелта на крај во река да ја фрлиме. Така. Ова ми се вика дупла среќа. И од ова се спаси, и од Перит се спаси. Оп, ајде! Тато, сме пропаднале. Гледам, бе, синко. Не го зборувај пак тоа ти. Ти реков да ја продадеме фабриката, не ме послуша. Ти цел си на мајка ти? Само едно исто, тоа па тоа. На тебе? Поради тебе и јас имам фикс идеи. Тато, навистина проблемот е толку голем? Ајде да речеме ти си на мене. Ама овој на кого е опуштен? Уште вели колку бил голем проблемот. Готови сме, бе, готови! Џунејд, вака да ти објаснам, во Истанбул немаме ништо веќе. Ни конфискуваа се. Ако не побрзаме,
И целиот имот во село ќе го земат. Треба што побрзо да го продадеме имотот и земјиштето во селото. Тато, послушај ме барем еднаш. Да те смириме со Дузгюн. Попушти му малку на човекот, да го продадеме имотот. Му изнакажав се на човекот. Како може тоа да биде? Не грижи се, јас ќе средам. Како? Ќе средам некако. Джунейд, застани брзо, застани. Што е сега? Зошто застанавте? Тато, одете вие, ќе доедам. Зошто? Имам работа. Каква работа имаш ти во ова време на ноќта? Тато, после ќе ти кажам, сега одете вие. Добро, добро, ајде прави што сакаше. Што правиш овде? Што ти е? Зошто плачеш? Добро, добро, дојди ваму, дојди. Добро, добро. Боже. Еми не ја викна на 5 минути, а види колку време помена. Може би имаат многу работа, тато? Ако сакате, можам да одам да проверам, а? Што велите? Што ти е тебе, душо? Имаат телефон, ке се јават. Тогаш да напишам порака. Што е сега ова? Прегоре се лицата. Одам да земам друга. Многу е доцна, брат ми ќе се грижи. Многу ќе се загрижи за нас. Па тогаш одете си. Добро, ама вас ве чекам. Брат ми ме опомена. Рече, не доаѓајте без нив, не доаѓајте доцна. Да. Не можам да се навикнам на тебе со нормални очи. Ми се чини дека зборувам со непознат човек. Навистина, ма девојко? Бога ми како да си друг човек. Ама добро е вака, нели? Секако дека е добро. Леле бе, види каква моќ има албата Коптагел. Бога ме како Суруман. Кој е тој Саруман, ма? Да кажам волшебник, да ја разбери. Стигна. На, земи. Сменија се лицата. Што е? Што е ова? Ај Боже. Коптагел. Абе, не ми се верува, бало. Што се случува, бе? Има струја. Струја ме фати кај баба Нурија. Сигурно е од тоа. Леле, Бог да чува и да брани. Абе, нека го избрка некој човек, абе, нека си оди од овде. Добро сум. Добро, струјата ја префрлив на сијалицата. Господе Боже, абе ниту еден нормален нема околу мене. Ајде, оди сменија се лицата. Тогаш да ја сменам сијалицата. Ајде, оди бе. Дајте ми, избркајте го некако од овде, нема смисла ова. Да одиме. И онака секогаш е чуден. Многу ви се извинувам на сите. Овдешниот Исмел рече дека си заминал. Не. Бенгису дошла, изгледа е луда. Излажав за да ја откачам. Изгледа и момците го слушнале тоа. Значи не криеш дека дошла Бенгису. Зошто да кријам? А каде е сега таа? Ја испратив. Оди кон Истанбул. Навистина ли? Да. Ја нема во мојот живот. Ферит, свесен си што зборуваш, нели? Да. Ја испрати Бенгису, таа замина, веќе ја нема во твојот живот. Така е. Тогаш зошто ти постојано ме велиш ке си одам, па ке си одам, кажи ми, а? Ајде, пак почна со лошо. Ке почнам, велиш ке си одам и ме викаш таму ваму. И што сакаш ти од мене, веќе кажи ми? Штом ја немам Бенгису, штом таа отиде из Истанбул, значи ти ќе останеш овде.
Тоа значи не одиш никаде. Ете, за тоа сакав да зборувам со тебе. Ај, морам веднаш да си одам, друг пат ќе разговараме. Да, добро, момент. Вечер ќе те чекам на водопадот, таму ќе зборуваме. Не можам да дојдам. Може, ќе дојдеш? Реков, не можам. Реков можеш? Не можам. Добро. Не доаѓај. Јас ќе чекам, може ќе дојдеш. Размисли малку. Не заминав. Не можев. Зошто? Размисли. Кога ќе го најдеш одговорот, одлучи дали ќе дојдеш. Ќе дојде. Готово е. Епа нема да ве оставам тука. Му ветив на брат ми. Ајде одиме кај нас. Ќерко, не е добро сега да пешачат до брдото, дека останат овде ноќеска. Јас мислам дека е така најдобро. Ај, да не ве мачеме и вас, господине Дузгјон. Какво мачење? Немојте така, господјо Илмаз. И онака сте многу, нема да ве собере во караванот. Ме разбирате, нели? Да, јас јонака спијам на улица. Да, Ете, гледаш? да, спие на улица. Јас го видов. Затоа дојдете кај нас. Коптагел, нели ти беше убаво на еластичниот кревет? На еластичниот? Кревет на Федери. Кревет на Федери. Да, брат ми скоро го купи. Не инсистирај, ќерко. Да, ќе инсистирам. Каде се задржаме, ќерко? Утре почнуваме со подготовки за собранието на жените. Долго разговаравме, едва стигнав. Точно, утре има многу работа. Ајде, легни си порано за утре да станеш порано. Спремете ги креветите, вечерва Коптагел со тетка му ќе спијат кај нас тука. Така? Да, можеме веќе да легнеме. Штом дојде Илтјун? Епа никаде не одам јас без вас. Реков брат ми, многу инсистираше да дојдете. Ај, штом господин Реша толку инсистирал, тогаш јас да дојдам кај вас. Најдобро е јас да спијам кај господин Реша, тетино. Ти остани тука. Искрено многу сум љубопитна за кревет на Федер, на вистина. Ај. Изгледа, тетка ми е во право. Многу ли инсистираше? Да, брат ми многу инсистираше. Брат ти многу инсистирал. Што ме, така, ние да си одиме, да не ве мачиме и вас да ни спремате кревет. Господи Силгјун да не се малтретира, да си одиме, господин Решат не чекал нас. Како може сега вака? Ај, може, господин Дузгјун, подобро е вака. Коптагел синко, утре те чекам рано наутро, да знаеш. Добро, рано изутрина ќе бидам овде. Добра ноќ. 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 Ајде, добра ноќ. Во нашето село е традиција да се оди на излет. Пред да почне Рамазан, целото село се собира и оди на излет. Не, друго што прават? А што може да прават? Потоа почнува Рамазан, се пости, ама специфично за тој излет е што јадењето го спремаат момчињата, немажените момци, а немажените девојки им помагаат. Коптагел, ти ако сакаш да готвиш јадење, јас ке ти помогнам. Види, сликата почна да ми се замаглува пак. Погледне. Да видам. Пак ти се искривиле, дадо. Коптагел го нема. Аман. Затоа вака ми се искривија очите. Дојди ваму. Полека. Ај, Господе Боже. Немој да се обидеш да ме излажеш, Коптагел. Гледам што се трудиш да правиш. Што правам, Мајлмаз, душо? Сега ти покажуваш интерес за таа девојка што има шашливост во напредна Што фаза. значи има шашливост во напредна фаза? Немој да се преправаш дека не ме разбираш. Добро разбраш што ти кажав. Ако сакаш и јас ке те погледнам така, види како е. Илмаз. Ама види, можам и вака да правам. Едно око ваму, друго таму.
А Елмас, жити Господ, што правиш мати? Тоа ли е? Тоа ли сакаш да го правам? Елмас, како прво не сум ја видел девојката таква. Второ, секогаш беше нормална пред мене, разбираш ли? Нели е греота девојката, ма и не се некоја мајка ја родила, Елмас, цел живот ли да биде несретна? Страдала, сега ме сретнала како спасител. Што да направам? Да завртам грб на девојката, да кажам оди трпи си болката. Ме тераш да викам на цело сега. Како можам да се заљубам во неа, кога толку многу тебе те сакам, немој бе? А што ке биде со Илгјун? Што со неа? Човекот вели спите овде, ти велиш да спиеме. Што ке правиш ако ти вели спи со девојката? Ке спиеш ли со девојката, Коптагел? Проклет да е! Проклет да е денот кога дојдов во селото. Еј, вие ме вовлековте во оваа игра, Елмас. Твојата убавина ме вовлече. Да, убава си, ама воедно си многу дрска, мислам. Извини сега вака, нема. Човекот кој сега стои пред тебе, повеќе пие пред караванот на камења, отколку да спие во ист кревет со таа девојка, Елмас, ама ти сега ме уништи бе, разбираш ли? А ти, Елмас, што правиш ти? Кажи ми, ајде ти што правиш? Ти одиш да спиеш кај тој Реша, така? Беше на вечера со него. Заради љубомора, без причина, ја изневери мојата љубов, а? Ајде, признај сега. Од љубомора направи 300 глупости, сега јас сум виновен, а? Ај молчи. Не ми ги спомнувај грешките, што да правам? Јас тебе многу те сакам, ти љубоморам, тоа не зависи од мене, Коптагел. Дојди ваму. Гледаш како се глупираме двајцата, а? Што се смеете вие? Всушност ти се смееш, Дадо? Очигледно нешто се случило, се смееш. Не, ништо не се случи. Ајде одите си во соба. Зошто се собравте овде? Се случило. Дадо, ајде кажи што се случи. Каде беше толку време, што правеше? Ајде кажи, Дадо. Добра. Ама нека остане меѓу нас. Пред малку се видов со Ферит. Всушност ние се сретнавме. Јас мислав дека замина, ама не заминал. А зошто не заминал? Зошто? Не заминал заради мене. Така рече. Џунеј, дали беше со него? Не. Ферит рече вечер да се најдеме кај водопадот на заљубените. Што ќе правите таму? Што ќе правиме, ма? Ете ќе разговараме. Стигна пораката и не го завршивме разговорот до крај. Да, љубовта те направи уште поубава. Добро, ајде, легунувајте ви, ајде. Никој нека не станува, ајде. Ајде. Добра ноќ. Дојди. Полека. Душата ми гореше. Каде сте, мори вие? Каде се господја Елмас и Коптагел? Ама, бато, тие беа зад нас. Потоа најднаш ги изгубивме. Да, ние одевме напред, а тие доаѓаа по нас и зна. Нездрави едни, нездрави сте вие. Се вишен. Навистина, бато, самите сакаа да дојдат кај нас. Дури Коптагел сакаше да остане кај Дускјун, ама кога тетка Елмас рече јас ќе дојдам кај вас, и Коптагел рече дека ќе дојде. Коптагел ве откачил. Навистина многу ја љубомори тетка му од мене, ама ако штом господја Елмас сакала да дојде кај мене, и тоа е голем напредок. Ни одговара овдешната клима. Детето е онде. А другите каде се? Што се случило овде? Слуша на Вокмен. Дојдовме бе. Господе. Џунејд, што се случи, тетино? Ништо. Зошто зет ми е таму? Не прашувај, тето. Добивме многу писма и затоа тато е толку нерасположен. Немој бе. Овие се? Од Истанбул ги донесов. Дојди заедно да ги прочитаме, Елмас. Еден куп писма. Прибери се малку бе. Има постари луѓе, собери тоа нозете. Ај, што е ова вака? Земи. Катастрофа. Жива катастрофа. Немој така со рацете, бело. Добро, готово.
Дете, Готов е човекот. Зете, што ќе правиме сега? Не знам, Елмаз. Не знам. Размислувам. Зете, одам да видам. Ајде оди, тетино. И овој ми е многу чудо. Ама дај веќе остави го, дете. Се оди наопаку бе, Елмаз, ништо не е во ред. Мојот минибус го продадоа, баџанакот пропадна. Што ќе правиме? Мора да смислам нешто, Елмаз, морам. Љубов, мора да создадеме нов живот за нас. Ќе создадеме. Ќе создадеме, ама... Ако се здружиме, сите можеме да ги надминеме проблемите, Елмаз, душо. И еден ден ќе видиме бел ден. Еве, тука ако треба би се потпишал, еве, сега. Душо, јас сум со тебе спремна на се. Дури и за многу скромен живот. Доволно е само да си до мене. Нека не биде многу скромен, нека има малку шеќер во него, може ли, а? Еј, човекот е готов. Многу ли ме чекаше? Ако знаев дека ќе дојдеш. Не е проблем кога знам дека ќе дојдеш, ако треба ќе чекам цела година. Сакам повеќе време да поминам со тебе, ама татко ти и Ерол не те оставаат. Татко ми е малку суров на оваа тема. Таков е. Ама знаеш ли, во нашиот крај денови век има една многу голема забава, ама тогаш ќе бидат сите на едно место. Добро тогаш. Најдобро би било да ги смириме татковците. И на кулутината ќе им нанесе штета. Ќе го убедам татко ми имотот и земјиштето да му ги продаде на татко ти. Инаку ќе ги продаде на друг. Не сакам вие да сте оштетени. Што ќе се смени ако татко ми го купи имотот? Вие на крајот ќе заминете од овде. Кој сака нека замине. Ама јас одлучив да останам. Навистина? Да. Затоа сакав да зборувам со тебе. Сакам овде да живеам, не во Истанбул.
Добро утро, комшија. Добро утро, добро утро. Јас сакав нешто да ти кажам. Повели? Види, после молитвата, кога ќе изгрее сонце, ќе биде судењето на решат во центарот на селото. Велам и ти да помогнеш да бидеш како судија, а? Сега вака, мили мој, јас не се разберам од право, ама јас можам да бидам сведок на секоја праведна одлука која вие како собрание на жени ќе ја донесете. Тоа е доволно за нас. Да си жив. Реша тага повремено ја пропушта утринската молитва со Господ напред да одам да го викнам него за да дојде и тој. Ти гледај си ја работата, бе, брате. Ако треба, ние ќе одиме да го земеме решат. Така е, и молитвата ќе почне. Исмаиловци? Каде, баба Нурие? Каде ја оставивте бе жената? Ние Исмаиловци обезбедивме возило на бабата и таа со него ќе дојде. Какво возило, бе? Еве ја. Еве, дада Муктар. Ова е возилото. Што е ова, бе? Исмаиловци ми го купија, многу е убав. Дојдов свежа и расположена. Што правиш, ма? Можно ли е вакво нешто? Многу е убав, нели? Може ли подоцна да зборувате? Време е за молитва, повелете. Ајде да одиме. Ајде да ја симнеме бабата. Исмаиловци? Ајде. Дојди. Се изморили? Зете, стани. Зете, стани. Стани, зете. Еј, што правиш, бе, Ферит? Вака ли се буди човек, бе? Ајде, стани, денес имаме важна работа. Дај, бе, пред малку легнав, да ја оставиме, бе, Ферит. Ферит! Ајде, разбудете се, луѓе. Ајде. Каде одиме, тетино? Во селото, тето. Добро утро. Ајде, станете. Добро утро. Што ти е, бе, толку рано? Што бараме? Ние во селото толку рано наутро. Кој рано рани 2 среки граби. Нема ли еден паметен меѓу нас, бе? Бе, бото. Има тато, ти си тој. Добро утро на сите. И на тебе. Се разбуди. Да, се разбудив, ама така ли се буди човек, бе? Помислив дека некој ме нападна. Што прави вака овџи? Ало, разбуди се, бе. Стани, ајде. Будене, ама сака да се гали малку, а? Разбуди се, со десна нога станове. Помислив дека мечка не нападна. Полека, бе, ало. Ало? Ти испратив порака, ја доби? Не. Бегај, бајде, жените доаѓаат по тебе, судот е спремен, ќе ти пресудат. Бегај, ајде веднаш. Немој така. Побрзај, кај да ќе стигнат таму, ајде. Добро, не ме задржувај, затвори. Здраво. Здраво. Каде е имам ефенди? Во џамијата. Тато, вие седнете, јас ќе дојдам. Добро, бе, добро, и така не разбуди со кокошките од изутрина. Благодарам. Слушај, ваму. Уште не си заминавте? Не, се премисливме. А зошто ти ме лажеш? Ајде кажи. Зошто да лажам? Не може да се премислиме. Што е, момци? Пред џамијата ли се расправате?
Не, можно ли е такво нешто? Ти се молам, имам ефенди. Извини, ние малку бевме гласни. Добре дојде. Добро ве најдов, Ефенди. Што е? Сакав нешто да прашам, ако дозволат другарите. Дозволено е секако, ајде. Ајде одиме, ајде. Ајде бе. Имам, Ефенди, тргнав кај вас. Татко ми и чичко Дузгјун се скарани. Да бидете посредник да ги смирите, да не бидат лош пример. Алал да ти е. Прво треба малку да ги сближиме, а после се останато. Алал да ти е, синку. Чекај, доаѓам. Благодарам многу, ќе чекам. Пријатно. Пријатен ден. Пријатно. Добар ден, добре дојдовте. Добро ве најдовме. Добро ве најдовме. Господин Фикри, да воднесам кај мене на појадок? Не сакам појадок, не ми треба, благодарам. Ти си знаеш, ако дозволиш син ми Коптагел нека дојде со мене, имам некоја работа. Правете што сакате, ајде. Зете, може и јас да одам на појадок? Многу сум гладна. Одиде. Бе, ајде. Да одам и јас, тато. Оди ти, ајде, оди, јас ќе одам до тоалета. Возилото е мало, а и тоалетот е мал. Не може никако да се среди таму. Ајде, повелете, да одиме. Добро. Повелете. Коптагел, тетино. Джуджу, ајде, оди со чичкото напред. Слушај, вамо, што сака овој човек од тебе? Само на тоа мислам. Ете, гледаш ли, Елмас моја, јас не сум виновен, тие ми се лепат. Ајде да одиме, ајде, не се буни. Дадо, излези веќе. Цела година си таму, што правиш? Тука ќе се ова... Не можам. Животот ќе овде ми ги уништи цревата. Многу ми е лошо ја правам. Што правиш ти тука? Да, и било лошо, бато. Не ја чекам. Еве сега. Добро. Слушни ме сега. Денес ќе одам во Мармарис, потоа ќе одам во Петкије, па ќе одам во Којчеис. Ако некој прашува за мене, кажете дека не се знае кога се враќам. Каде ќе одиш бе, Решат? Има малку работа. Денес ќе дадеш отчет пред жените, не смееш никаде да одиш. Бато, што се случува? Мечка игра оро. Бог да чува и да брани. На брат ти ќе му се суди во селото, таму одиме. Натаму сме тргнати, Кирко. Ајде да одиме. Леле! Жени, девојки. Почекајте малку, жени, како жандармерија сте, девојки. Чекајте малку. Застанете, Бог да чува, бре. Добро утро. Добро утро. Каде се нашите? Двајцата браќа и тетка ти отидоа кај Дузѓун, а татко ти отиде да се олесни. Добриот човек доаѓа чим го спомнеш. Добар ден, господин Фикри. Добар ден. Тато, учениот сака да зборува со тебе. Добро ден, ајде нека зборува. Штом направи таков овец, значи нема да каже нешто многу добро. Немој така. Рамазан доаѓа. Тоа е светиот месец, месец на пост и толеранција. Во Рамазан скараните се смируваат. Јас мислам толеранција треба да има на двете страни. За да нема лутина, едниот треба да го направи првиот чекор. Ти направи го и ќе видиш, веднаш се ќе биде подобро. Зошто јас да го направам првиот чекор? Тој нека биде прв. Абе, Фикри Сабит, ти си многу тврдоглав човек. Нели Дузѓун пред малку го направи првиот чекор? Рече, дојди да појадуваме заедно. Ама со пола уставо каже тоа. Каков човек е тој, а? Ајде бе, мене ли ќе ме лажете? Не правете вака, господине Фикри. Кажете да. Да подразмислам околу тоа. И тоа само заради вас ќе мислам. Размислете, господине Фикри. Гледате ли како сите ни излажа? Абе, не излажа само нас, зар не видовте? И Бингису ја излажа. Каквец. Знаете што мислам јас? Таа девојка Бенгису секундно ќе се уништи кога ќе дозне дека Фери се вратил овде. Навистина, бе, ага. Што направи девојката? Абе, само таа девојка може да го уништи Ферит. Абе, брат, ти го имаш бројот на девојката? Јави се да видиме каде. Го имам.
јас сум Исмаил, овдешниот. Од каде? Овдешен сум. Аха, да. Каде си, во Истанбул? Не, во Мармари сум, не се вратив во Истанбул. Леле сум заспала на плажа. Ако не си отишла, што правиш таму? Дојди ни на гости. Бога ми, може. Ајде прати ми локација. Добро, ќе ти пратам. Вели дека ќе дојде. Ајде, братче, стани, ајде! Помогни и на тетка ти. Девојки, ставете уште 3 чини на маса. Добре дојдовте. Здраво. Добро ве најдовме. Поздрав. Со лесно нека ви е. Благодарам. Како си, тето? Добро. Ерол! Чекај, јас знам. Ерол, фрли столче. Ја фати, браво, јунаку мој. Здраво, девојки, јас сум Џунейт, најмалиот брат. Вие како се викате? Здраво, јас сум Сунџун. И јас сум најмалата. Назгјун. Здраво. Ѓулѓун. Мило ми е Ѓулѓун. Изгледа и ти си ист како брат Ферит. Како мислите? Ми се гледаш многу опуштен. Воопшто не личиш на Коптагел. Добро. Одам. Ќе одам да си ги измијам рацете. Добро, Оди, оди. Седи убаво ме. Слушај, ваму, зошто ти постојано ме викаш тетке, а? Но како да те викам? Како си, ма? Така да ти кажам, ако сакаш, од сега ќе кажувам. Како си, ма? Ти се подбиваш ли со мене? Не, душо. Што да се подбивам? А ти зошто постојано ми префрлуваш нешто? Што се обидуваш да кажеш? Ништо. Само причината ме интересира. Не сум глупава. Се разбира дека разбирам. Ти буквално си ми љубоморна за нешто, само не ми е јасно зашто си ми љубоморна. Јас ли ти љубоморам? Што има да ти љубоморам? Арогантна. Сега, жители на Сакличој, сега причината за која се собравме овде е жалбата на Маџир и Решат ќе даде отчет. Значи Решат отчет. И Коптагел се жалеше од Решат. Ајде сега и тоа да го додадеме на списокот. Не, бабо. Коптагел не е овде и ние не работиме со полномоштво. Значи него не можеме да го додадеме. И така. Точно. Се разбравме. Сега, Решат Донер од семејството Донер си користел и си му се заканил на Маџир Исмаил. Потоа, си сакал да го жениш со Јапрак. Точно ли е тоа? Точно, така е. Ама прашајте ме зашто го направив тоа. Зошто го направи? Сега, обетката на Јапрак ја најдов на задното седиште во мојот автомобил. Неговиот паричник излезе од мојот автомобил. Сега јас ме прашувам, што мора паричникот на Маџир во мојата кола? И ние имаме чести углед во селото, ами како? Точно велиш. Маџир Исмаил, што велиш ти за ова? Да, Емине. Јас си го изгубив паричникот, да. Бато Решат вели дека мојот паричник излегол од неговата кола, тоа тој го тврди. Да, ама јас воопшто не знам како мојот паричник излегол од неговата кола. Решат вели дека обетката на девојката и паричникот на Маџир ги нашол во неговата кола. Значи тие се виделе насамо во колата, ете така. Логично се виделе насамо. Бог да чува и да брани. Ете, бабата го кажа тоа што не можев јас. Зборувај, Керко. Јас никогаш не сум била сама со Маџир Исмаил. Ама, нели го знаете духот на нашата старица?
Еднаш јас и сестра ми многу се исплачивме од незиниот дух и тогаш таа вечер спиевме во колата на брат ми. Сигурно тогаш ми паднала обетката во колата. Абе, Реша, значи им пресуди без да ги сослушаш. Зарем ова знае што зборува? Ова не памети ништо и не знае што зборува. Се сеќавам, бато, се сеќавам, да. Освен тоа, каква работа би имала јас со Маџир? Видете го каков е. Видете го каков е. Слушни ме, маму, оди си на место, инаку пред сите ќе ме изгори со твојот нездрав памет. Решат! Молчи бе ти! Само одговарај на прашањата, разбра? Аман веќе, уште се заканува. Имам ефенди. Ти што велиш за оваа работа? Решат ефенди, видели со своји очи дека тие се гледале? Не видов, не. Имаш ли двајца сведоци дека биле сами? Немам сведоци, ама имам разумни сомнежи. За тебе може би е разумно, ама треба да биде разумно за сите. Воспротивно тоа е грев. Точно кажа. Маџир Исмаил, имаше ли насилство? Не, какво насилство? Зошто да има насилство? Да, Емине, не можам да кажам дека имаше физичко насилство, ама психичко насилство имаше, да. Решат, сега кажи што му направи на сен Маџир Исмаил? Ама овој никаква због да чува. Само малку замамнав со камшикот, ама по земјата, под зид, не допре до него. Да, не допре до моето тело, ама допре до душата, да. После неколку вечери вршев мала нужда во сон. Сега се е јасно, готово. Тоа е јасно, ништо не е јасно. Сега неговата душа Бог да чува. Овие ми ја земаат тепсијата, прво нека одговараат за тоа. Тепсијата е овде. Еве ти ја тепсијата. Проблемот со тепсијата е решен. Сега. Жени! Маџир Исмаил кој дојде во селото да го бара татко му, но не го најде. Потоа ги виде нашите девојки, не се врати во родниот крај и одлучи да биде домазет. Нека крене рака кој мисли дека е во право. Ајде, кревајте! Ајде, гласајте! Ајде! Нека крене рака кој мисли дека Решат Донер е виновен. Ајде, дигајте рака! Срам да ви е. Особено ти, баба Нурија, да се удавиш во чоколадите. Колку пати ми купи, бе? И онака долго време не си ми купил. Добро што не сум купил. Јади од чоколадото, потоа биди против мене. Решат! Молчи, бе! Пресудата е донесена. Решат Донер е виновен. Ама казната ќе кажеме на крајот од состанокот на собранието на жените. Сега 15 минути пауза за да одлучиме за казната ние жените. Пак претерувате. Ова не е судот на Мајами Бич. Жирито ќе се собери и ќе донесе одлука. Што ти реков бе јас? Внимавај бе малку како се однесуваш, Донер. Повелете, жени. Радувајте се ви, радувајте се. Ке ми платите. Да, Емине, овој нешто зборува. Решат ефенди, ти уште се закануваш. Добро. Ајде види малку умен. Добро бе, добро бе, добро. Епа, да ви се позлатат рацете, Господ бери ќе да ви даде. И овој пат се беше вкусно како и секогаш. На здравје нека вие. Берекет да имате, господин Дузгион. На здравје. На здравје нека вие. Здравје, девојки. И тебе нека ти е на здравје, момче. Девојки, расчистете масата. Ајде побрзајте. Ајде, коптак Јосинко. Да ви се позлатат рацете. Не, јас не можам веќе да јадам, јас изедов се. Дојди со мене. Навистина, немојте да инсистирате, Чичко Дузѓу, не можам веќе. Каде? Дојди. Внатре ли? Дојди со мене. Здраво. Што е коптагел? Не знам.
Чекај, јас ќе ти помогнам, застани. Можам сама јас. Ние ќе средиме, благодарам. Добро тогаш. Ако ви треба помош, кажи. Види сега, синко, види. Ова е облеката на дедо ти. Штом наследството на дедо ти ќе остане кај тебе, тогаш земи го и ова. Земи го ова и засакај го селото. Овдешниот воздух да допре во тебе. Земи и облечи го ова. Ајде. Господе Боже. Што бе, џуџи ли бил човеков? Што е ова, бе? Погледни, кој знае колку метри има ова, бе, не ми се верува. Ајде да го облечем. Машала, колку убаво ви текнало да го купите овој мотор на баба Нури. Горе долу душа ви излезе толку години со носење. Добро направивме. Што се случува овде, бре? Каков мотор е овој? Со господ напред Исмаиловци купиле мотор за баба Нурија како подарок. Еве го овој мотор. Исмаиловци, а? Собранието на жени донесе важна одлука. Во случајот има заплашување, ама нема насилство. Поради тоа не донесовме строга казна. Ова е казната на Решат. Дури и да се работи за неговата сестра, поради сомневањето во неа во знак на извинување, на сите немажени девојки од селото ќе им купи по еден мал златник. Дали се разбравме што треба? Златник. Не, до толку не може. Види, Решат Донер, немој да ме нервираш, бе. Сите тие мали златници ќе ги претворам во голем златник, разбрали? Еве, земи, списокот е овде. Потоа ќе вратиш личната карта на Маџир Исмаил која што си ја конфискувал. Добро. На сите ќе им купам по еден златник. Ама што ќе биде со овие Исмаиловци? Кој ќе ми го каже тоа? Што е со нив, бе? Сега, нели, овие поминуваат од тест за да станат домосед. Заради тој испит овие нарасе ја држат бабата. Ама што направија, според нив се спасија и купија мотор. Добро ли е тоа? Добро ли е? Нека одговараат и за тоа. Точно кажа Решат. Моторот кој Исмаиловци го купиле за баба Нурија ќе се даде на мухтарството. Истиот ќе се користи за негови потреби. Како и секогаш Исмаиловци пак ќе носат на раце баба Нурија цело време. Ама немој така да мине, ова е сосема друга работа, те молам. Видовте колку убаво се возеше баба Нурија? Сега Решат така ги испомеша сите работи, ама... Чути, не зборувајте. Судењето тука завршува. Пријатен ден на сите. Решат, судењето тука завршува. Кепсијата. Ајде, девојки, дојдете. Ише. Што ти рекол, бабо? Не си игре со Решат, така? Ќе ми платиш за ова.
прв пат на оваа возраст имав свој мотор. Готови сме. Готови сме. Готови сме. Што готови, бе? Уништени сме, готово. Да ви дадам една идеја. Каква идеја, бе? Бамбус. Бамбус. Бамбус столче. Столчето да е лесно. Бабата е тешка. Сте набиле мускули. Еј, слушајте ваму. Вашите татковци од кои Исмаиловци се, а? Не сум сина никаков Исмаил. Јас сум овдешен, овие се од надвор. Ајде имаме работа, брзо. Застанете бе, да поразговараме малку. После ке зборуваме, чичко, имаме работа. Ајде. Застанете бе, кај тачаме вака, а? Бенгису е близко до селото. Да ја пречекаме девојката. Па тога што чекаме? Ајде, трчајте, ајде. Ајде. Тато? Што е? Што ќе зборуваше со нив? Не, ништо. Само ме интересираше. Века за сега ги набрав. Повелете. Благодараме, Рол. Повелете плод од нашиот двор. На здравие, на здравие. Благодарам. Јади ти, јади. Бастријага? Како е шум? Ај машала, бе. Абе, не е Бастријага. Внукот е, внукот. Дојде. Ај, зошто си ваков, жити господ? Што е бе, што ми фали? Ова е наследство од дедо му. Да не заминеше во Истанбул, вака ќе беше облечен. Ај, соблечи го тоа, жити Бога, многу смешно изгледаш. Зошто да изгледа смешно? Многу убаво му стои, многу му даликува. Фала, благодарам. Ова е еден од селските обичаи. Елмас, тето. Секој си има посебен вкус. Мене не ми се допаѓа тетино. Може ли да го соблечеш? Не, тето, облеката е ненормално удобна, а и онака веќе неколку дена сме овде. Нашата облека е веќе извалкана, вака ми е подобро. Те молам, ајде, да не го соблекувам ова, те молам. Дај ми облеката на девојките да ти исперат. Можно ли е такво нешто? Не, ве молам. Не, нема потреба. Зошто да не, ти се молам. Илјун, ти среди облеката на Коптагел, ајде. Ај, таман работа не може така, јас ќе ја исперам. Каде ќе ја испереш? Ние немаме машина. Ке му ја испереме на река, како што си переме. Така е, сепак вие сте гостинка кај нас. А кај нас гостите не може да работат. Така е. Ајде сега, денес во селото почнуваат подготовките за излетот на Арифе. Одиме сите во селото да го видат Ефе. Ај машала! Ајде станете, дојдете ваму. Ај машала! Здраво! Добре дојде! Пак јас. Добре дојде, одиме во нашата куќа. А може ли да дадеш објаснување како тоа е и твоја куќа? Мислам, куќата е на нас тројцата, овој си има посебна куќа, тој живее во друга куќа. Да внимаваме на детали сепак, нели братче? Ах бе маџир, тоа ли е важно? Ајде да однесеме госпогицата без никој да не види. Добро видиш. Ќе однесеме по задната патека, тајно ќе влеземе во дворот, не треба да не видат селаните. Ај, значи сега ќе ме носите по таен пат. Леле, колку е возбудливо. Возбудливо е, да, и тоа како? Ага, така е најдобро за сите нас да. Куси, однеси ја колата некаде подалеку. Не бе, брате, заборави го тоа. Нема да возам кола, јас лично ќе се погрижам за безбедноста на госпожа Бенгису. Ај, без сладок си како шекер. Не е шекер, алва. Молчи бе, молчи, Алва Исмаил.
Добро, јас ќе ја средам колата, не долго влекувајте, одете без да ве види некој. Куферот ми е во колата. Што да правам, земете го, Бог да... Добро бе, смири се, ќе го земеме куферот, ајде. Братче, знаеш дека мене грбот ме боли. Поведете, ајде. Ага. Од тука ли ќе одиме? Ај, ама јас се плашам малку. Не, нема потреба да се плашиш, полека. Може овде. Убаво е. Што ми ја облече ова облека и ги обучизмите, ќе мораш да одиш по специјално. Разбра, сега како прво бројаницата ќе ја држиш во десната рака. Ќе ги надуеш градите, а главата ќе ја навалиш вака, накриво, малку надесно. Јасно ли ти е? Со такво одење кажуваш дека јас сум главниот. Кога ќе те види некој ќе каже Агата доаѓа. Не разбираш ли? Сум главен. Добро ли е? Ќе биде. Не грижи се. Тетино, ке може ли да се пресоблечеш веќе? Какви се овие зборови? Ви се молам, господјо Елмас, ова е оригиналниот изглед на Коптаген. Каква врска има неговиот природен изглед со овој? Тето, јас не разбирам што сакаш да кажеш сега. Изгледа заборави дека јас потекнувам од ова село, така ли е? Значи, те молам. Ај, машало. Ако уште малку поработиш на тоа, на утрешниот излет ти најубаво ќе играш хармандали. Како мислиш? Народна игра. Тетка ми е нула на културно ниво. Научи, душо, ке научи. Да. Ајде, одиме. И внимавај на одењето, не смееш така да одиш по селото, исправи се. Па не ли одев така? Надуј се. Не знам, ти вака одеше. И што правиш ти во Истанбул? Студирам. Што студираш? Менаджмент. Зошто не одиш на предавање, туку седиш овде? Па не ни бараат да сме редовни. Колку убаво. И мене ми беше жал што се запишав на воредна, ама значи лели исти сме. Што друго правиш во Истанбул? Ете, правам се што се прави во Истанбул. И Ѓулдун, ти што правиш? Јас ли? Бога ми, јас ништо не правам. Чекам маш да најдам. Многу добро, да пукне. Ајде. Момче, ајде оди малку кај брат ти. Зошто бе, добро ми е вака? Оди бре. Ајде. Добро, одам, ајде. Безобразен. Зошто така му направи на детето? Што ти сгреши сега? Не гледаш дека е многу досаден. Господин Дузгјун не сака досадни луѓе. Нели го знаеш тоа? Ерол, Повели Назгјун. зошто така направи? Тој е гостин. Ти оди зад нас. Не грижи се што ќе се случи. Штом ти така велиш, така нека биде Назгјун. Џунеид, дојди да те прашам нешто? Зошто го нема Коптагел? Го нема, дадо, никаде го нема. Инаку ќе ти се исправеа очите, нели? Да. Погледни ма. Очите ми се исправија. Добро. Добро, значи доаѓа Коптагел, така? Еве го доаѓама. Коптагел. Каде се изгубивте синоќа? Многу се загрижив. Ова, не се изгубивме, имавме мала работа и кога се вративме, вас веќе ве немаше. Си рековме, подобро да одиме во караванот. Керко, дозволи ни да поминеме. Ајде, синко, оди. Џунеид! Ај,
Джунейд, добре дојде. Добро ве најдов. Еј, зошто не се јави? Што знам, ете, онака... Дојди да пешачиме ако сакаш. Машала, погледни го само. Ама каде е кусиот? О, нели е Коптагел? Бога ми тоа е. Овој станал вистински ефе. Што ти е тебе, бе? Стана Фефе. Што му фали, бе? На времето татко ти го носеше ова, сега син ми Коптагел го носи. Добро си направил. Бог да чува. Бог да чува и да брани. Може малку да зборувам со тебе? Повели имам ефендинава му, ајде да зборуваме. Бато, многу ти доликува облекава. Благодарам, Ферда. Машала си станал како маш од саклиќој. Ако му најдеме девојка, ќе стане вистински домазет. Ако даде Господи, тоа ќе биде. Ајде со среќа нека е. Со среќа се разбира. Зарем нема девојка за тебе во селото? Дојди, седни вака на Не, главното ние место. имаме малку работа во караванот, тетино, ќе дојдеш ли малку со мене? Каква работа имаме ние? Изненадување, зете, изненадување. Коптагел, ќе дојдеш? Дојди. Сега Дуздјун Ефенди, знаеш, нема место за лутина. Јас би ве посоветувал, вие да се помирите со господин Фикри. Бога ми, јас и онака не сум лут, ама тоа зависи од фиксните идеи на Факри Сабит. Така јас мислам. Ако немаш проблем со ова, велам на излетот да ве смирам. Не е проблем за мене. Ти многу добро ме познаваш мене, јас секој сум бил против лутината. Ал да ти е. Тогаш утре вака да правиме. Што тоа? Кога ќе одиме на излетот, и кога господин Фикри ќе се појави... Коптагел, ако даде Господ со среќа, што ти значи тоа? А Доне се смее од другата страна. Што зборуваш, мати? Ај, види, Елмас, извини, ама од сите вас јас најдобро се вклопив во улогата, бе. Вие никако не можете да глумите. Жими се, да имаше Оскар, јас ќе лапнев Оскар. Значи, за Оскар сум, верувај ми. Оскар, Густо, Коптагел! Ето. Коптагел, мене погледни ме. Ама, вие постојано грешите и се издавате, бе. Сите вие уништила таа работа, бе, Елмас. Еј, не разбирам. Коптагел, внимавај на постапките. Инаку тој Оскар ќе ти го пикнам во уста, да знаеш. Во ред? Колку си љубоморна, ти, како луда си љубоморна, бе. Бе, душо моја. Само да можеше да видиш како срцето ми гори за тебе, Елмас. Оф. Ама што да правам, тоа е... Што е ова, бе? О, Господе Боже. И што е ова вака црвено блешти, бе, Господе Боже? Еј, Боже. Од кај се најде ова? Какво чудо е ова? Море? Еј, немој да ме плашиш. Боже. Ова е куќата. Господице Бенгису, овде можеш да останеш колку што сакаш.
Ај, како Снежана и 7 џуџиња. Ви се молам. Леле, колку си сладок. Еј, слушај, само немој никој да те види овде. Ние ќе одиме во село, па ќе дојдеме. Ќе играме окей вечер, да. Ќе земеме и семки на враќање, ќе грицкаме. А мора ли да одите? Ќе се бираат парови, мора да бидеме таму. Абе, колку е лесно ова, види. Ова од Истанбул си ја знае работата изгледа. Момчето рече бамбуси, точно кажа. Да го земам јас ова. Бамбус бе, неписмен. Нели незиниот сакан рече дека е лесен за носење и бога ми лесен не види. Малку е стар, ама ако. Јас тоа ќе го следам, вие само одет, јас сам ќе се погрижам за тоа. Добро. Еј, а за паровите? Тргнете веќе еднаш. Овде ше тебе ти давам полномошно. Бухтерот нека избере пар и за мене, добро? До вечер јас ова ќе го завршам. Ке мора да ја носиме баба, а и да ја правиме друштво на господја Бенгису. Бога ми ти остани, ке ми бидеш шеќер на чајот. Добро, тогаш ајде. Ајде, одиме, ајде, се видиме. Со лесно куси. Што ќе правиш со ова? Носилка ќе направам. Носилка? Ете така. Ај, многу сум љубопитна. Веднаш ќе почнам да ја правам и ќе видиш. Добро, ама може прво да пиеме едно кафе? Може. А какво ќе биде кафе? Дали правите лате кафе? Лате? Многу си сладок. Шега. Моето нека биде горко, ајде. Добро, тогаш вака ќе правиме. Ти оди во кујната, таму има кафе, направи 2 кафења, а јас во меѓувреме ќе го направам ова. Добро? Јас да правам кафе. Што е? Се шегувам, се шегувам. Јас ќе правам кафе, ти седи. Ајде, куферот ќе го внесам натре, а после ќе го правам кафето. Добро.